Здраво, драги пријатели! Добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска не одговарам на прашање, туку зборувам на тема која што ме инспирира покрај неколку прашања од луѓе со кои што јас работам, а тоа е идејата ме е поттикната од фрустрацијата која што ја гледам кај поголем број од луѓето со кои што работам, за тоа зошто можеби покачувањето на килажа доколку не се повнимава на исхрана или доколку можеби во одреден период се вратите на старите навики кои што сте ги имале и ви причиниле да дојдете до вишок на килажа, зошто практично тој процес на качување на килажа е побрз од процесот на симнување. И сакам да ви расчистам неколку работи и да ви стане јасно зошто е тоа така. Прва работа, доколку некој некогаш покачи килажа и доколку некој од нас, вклучително и јас, затоа што пред 6 години имав прилично вишок на килажа, оние луѓе кои што некогаш веќе сме имале 10, 15, 20 килограми вишок, значи дека во нашето тело сме создале нови масни клетки. И процесот на слабење подразбира дека кога вие можеби ќе се ставите во добар начин на живот, ќе имате поквалитетна исхрана, ќе почнете да вежбате, да внимавате и така натаму, полека масните клетки ќе се празнат и така всушност се создава слабењето. Но тоа не значи дека масните клетки ќе останат испразнети и ќе ги снема. Луѓето кои што еднаш веќе имале вишок на килажа, значи дека имаат готова инфраструктура за да многу брзо ги наполнат масните клетки. И доколку некој од вас во одреден дел од животот повторно почне да не внимава на исхрана, повторно се врати на старите навики, тоа ќе значи дека веќе му постои инфраструктурата од масни клетки, но само треба да ја наполни. За разлика од тоа човек кој што никогаш немал вишок на килажа, процесот на поправање ќе биде малку побавен, затоа што треба и да ја создава попатно таа инфраструктура. Сега, од друга страна, зошто многу е побрз процесот на поправање е тоа што најчесто луѓето кои што се обидуваат да губат килажа и да слабеат, тоа го прават на неправилен начин, со диети, со нешто што ќе им придонесе да брзо намалуваат килажа и кога вие се ставате на некаква диета која што вклучува рестрикции, која што вклучува гладување, која што вклучува некомбинирање на одредени типови на нутриенти и храна, тоа предизвикува во телото страв дека треба да се стави во мод на преживување, односно телото секогаш ќе биде во готовност на преживување и секој ја храна ќе ја рачуна како можност за да можеби нешто од тоа тргне како резерви. Што тоа значи за оние кои што можеби ќе се вратите на старите навики? Тоа значи дека во истиот момент кога ќе прекине диетата и гладувањето и рестрикцијата, телото кога ќе види дотур на храна најнормално како и претходно, ќе почне голем дел од таа храна да ја трга на страна затоа што се уште е уплашено дека ќе нема доволно храна и гориво и тоа е инстинктивно природна појава да телото складира што повеќе масти како резерви за не дај Боже за во иднина. И затоа многу брзо се враќаат килограмите после одредени диети, за разлика од тоа нормално фрустрира фактот што побавно се намалуваат килограмите. И затоа јас секогаш ќе зборувам дека на секој од нас му е потребен избалансиран начин на живот што ќе подразбира да се внесува доволно квалитетна и нутритивно вредна храна и од друга страна да можеби биде некој од вас физички активен, на тој начин да остварува некаков баланс, а у тој процес не значи дека ќе нема дотури можеби на храна и задоволства кои што едноставно секој од нас ги има, дали е тоа благо, грицки и така натаму. Затоа немојте да се фрустрирате од фактот дека побрзо ќе качувате килажа отколку што ќе намалувате. Ако зборуваме на долг рок намалување килажа, во тој случај најверојатно шансите дека повторно ќе вратите назад килажа се мали, затоа што постепеното намалување на килограми значи дека сте вовеле правилен и квалитетен начин на живот. Така да, дечки, по оваа тема и прашање имав толку за денеска да кажам. Завршуваме тука, ве оставам во здрави животни навики, во посакувам убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!